Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро уште еднаш директно од студиото на К3 и добре ни дојдовте во вториот дел на утринската програма на Нов ден. Денес е еден прекрасен ден, особено за оние христијански православни верници. Во пресред сме на еден од најголемите празници, а тоа е Великден. Се слави победата на животот над смртта. На оваа тема, како и за обичаите и значењето за Великден, разговараме со нашата денешна гостинка и чест и задоволство ми е да ви ја представам кај нас во студиото господја Анита Ѓорѓиевска, магистер, виш кустос во Националната установа Музеј Куманово. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Навистина ми е задоволство да учествувам во вашата утринска програма и се надевам дека ќе успеам на еден убав начин да објаснам на верниците за значењето на самиот празник Великден, кој што и сами спомнавте, празник над празниците, победа на животот над смртта. Так, господја Ѓорѓиевска, да почнеме од самиот почеток за значењето на Великден, да ни кажете вие нешто повеќе. Да, самиот празник можам да кажам дека започнува со самото празнување или со самото значење од Велики четврток, кој што е последниот четврток во Великденскиот пост. И за овој празник е врзана, значи, најпрв да ја споменам утринската литургија, која што се одржува во црквата и е во чест на востанување на тајната на светата причест на тајната вечера. Вечерта се одржува големо бдение, инаку тој ден се врзуваат звоната за да подоцна се огласат на денот на воскреснувањето на Исус Христос. Инаку, кој е обичајот кај нас во Македонија и да кажем и во Куманово? Обичај на вапцување на црвени јајца, значи рано изутрина домаќинката станува во 5 пред изгревањето на сонцето и ќе го вапца првото црвено јајце на кое што се припишува голема магиска моќ. Ова јајце се чува преку целата година, најчесто го ставаат до иконата, кое што нормално секоја куќа или си има своја куќна слава, и веруваат во неговото магиска и заштитна моќ од неволи, од злото, кој што нормално нели вребат преку целата година. Инаку се вапцуваат уште 4 јајца. Овие јајца пак се засадуваат на 4 агли во лозјето, исто така со некое верување за заштита од слана и од удирање на гром. Можам да кажам дека за вапцување на јајца има повеќе техники. Значи, постојат вапцување на јајца со природни бои, кои што се добиваат, например, жолтата се добива од лушпите на кромит, или од кората на слива се добива она црвенкаста боја, од корите на или од листјата на ориви се добива темната боја. Сепак овие техники мислам дека и ден денеска се применуваат нормално во руралните средини, за разлика од тоа што нели се повеќе се актуелни новите техники, например како што е декупаж техниката со белка од јајце или пак со восок шарањето на јајцата. Инаку најчести облици на шарање на јајца се зооморфните облици и вегетативните, што значи дека се среќаваат различни цвеќиња, ливчиња или пак од зооморфните зајачиња. Инаку јајцето представува еден од главните символи нели на самиот празник Великден. Самото јајце е символ на плодност, символ на живот, како што кажав, му се припишува голема магиска и апотропејска моќ. Што се однесува до наредниот ден, Велики петок, во тој ден е собрана сета тага, сета болка за, како што знаеме во христијанска традиција,
тој ден е познат со распнување на Исус Христос. Нормално забранета секаква работа и во куќата и на нивата. Со некое верување за да ги заштити од лошото. Додека наредниот ден во саботата, тој ден во црквата, да не изоставам да кажам, верниците одат и се поклонуваат на импровизираниот Христов гроб, кој што е целиот закитен со цвеќе. Инаку и тој ден целиот декор е во црквата е во знак на целодневна жалост, нормално за распнувањето. Во саботава нормално се последните подготовки за самиот празник, се прават обредни лебови кои што се украсуваат со јајца, велиденски јајца. Самиот леб е во чест на култот на предците. Нормално се прават и сладки, за да вечерта нели се оди во црква со самото кружење, обичајот кружењето околу црквата, палењето на свеќи, замислувањето на желбата и нормално причеста на они кои што го применувале 40-дневниот пост, за да подоцна се огласат звоната и се прогласи воскреснувањето на Исус Христос. Недела, ден за дружење, ден на радост, ден на проштевање. Што е специфичноста за тој ден? Па, кај нас, нели, во Куманово, па да кажам и на територија на целата држава, карактеристично е децата одат од куќа на куќа, благословуваат за среќа, за здравје на семејството. Домаќинката ги дарува со јајца и со пари. Подосна тие меѓусебно се кршат со јајцата и онаа јајце кое што ќе остане целосно, верува дека тој ќе има среќа преку целата година. Нормално се спрема богата трпеза, веќе месото е на трпезата за разлика. Што треба да има на трпезата? Што е пожелно? Обично се нели јајцата се главни како еден од главните символи на овој празник. Обредните лебови украсени со јајца, месото обично се пренесува јагне или прасе, разли сладки и тој ден се слави всушност една победа на животот на смртта. Така, тоа би било се. Да, инаку сакам да кажам дека овој обичај на вапцување на јајце е доста стар и според доста истражувања има најдено луски од гробови во некои во Скандинавија и во Германија, што значи дека како обичај се споменува во Европа уште во 12-тиот век, кај нас во 16-тиот. Така, така. Сепак како што рековте и вие на почетокот, а и јас, ова е еден од најголемите празници за христијаните. Да, треба да го славиме, треба да го празнуваме, воедно и да го честитам на сите верници, да го празнуваат во благосостојба, во љубов и во почит. Така. Сега колку сметате дека се менуваат обичаите од година за година? Па, и дали тоа треба да биде така? Мислам дека обичаите како обичаите се пренесуваат од генерација на генерација и мислам дека во последно време младата генерација се повеќе ги прифаќа и ги пренесува од постарите. Сепак се задржуваат и се запазуваат. Так, потенцирате тоа дека првото исфарбано јајце треба да биде во црвена боја? Да, во црвена боја, символ на радост, символ на живот. Инаку самиот овој празник е во чест на култот на зеленилото, во чест на култот на јајцето, во чест на обновување на целата природа, која што нормално нели се буди од долгиот зимски сон, и е во чест на култот на мртвите. Наредниот ден се оди на гробовите на покојниците, каде што верниците раздаваат за душата на покојникот по едно црвено јајце. Така. Да, се седат и на нив, нели, да ги споменат во самиот празник. Кога е пожелно, кој ден да се оди? Тоа се оди наредниот ден на Великден. Всушност вториот ден се посетуваат гробиштата кај нас во Куманово. Сега за сите оние кои што постат. Да. Што е карактеристично во недела за нив? Во недела секој од верниците оди на утринската литургија и добива нормално причест. Некои тоа го извршуваат после вечерната литургија, откако ќе се објави воскреснувањето на Исус Христос. Секој верник се поздравува со зборовите Христос воскресна, навистина воскресна.
се до 40-тиот ден, кога на Спасов ден, кога Исус Христос ќе се вознесе горе на небото. Така. И сега, господја Ѓорѓиевска, не можам да не споменам дека и покрај сето ова што го знаете, вие сте една изреализирана жена, па можам да си дадам за право да кажам во секој поглед, а и автор сте на 10, мислам дека не се лажам, документарни филмови до сега. Да, скоро 10 документарни филмови. Кога беше издаден вашиот прв документарен филм? Мојот прв филм го направив 2000 година. Филмот носеше назив Да играли Лазарка. Со тој филм земав учество на фестивалот во Етнографскиот музеј во Белград и на едно мое големо изненадување, првиот филм доби награда за режија. И тоа всушност ми даде потик за да продолжам понатаму да творам, да истражувам и да секое моje истражување да го претворам во еден видеозапис кој подоцна ќе прерасне во еден документарен филм. Така. Позади вас, барем до сега, постојат многу награди, многу признанија, бројни фестивали, па да слушнеме нешто накратко. Па да, нормално, нели, секој филм, откако ќе го направите, го аплицирате на фестивали во Европа. И мислам, не се ни надевав дека ќе успеам да заминам или дека ќе успеам да добиам некој од наградите, но ете на една моја голема среќа, успеав да постам многу фестивали во Англија, Малта, Луксембург, Париз, Риека, Белград, Нови Сад, Софија. А денеска сум веќе 5 години и еден од организаторите на документарен етнолошки филм во Кратово, каде што секоја година нашето етнолошко друштво го организира тој фестивал, на кој имаат земено учество многобројни филмски работници од Европа и од светот. Па еве и вас ве поканувам. Оваа година тој ќе се одржува од 2 до 5 октомври во Кратово, па повелете и бидете ни гости на нашиот фестивал. Сигурно дека ќе бидеме и ве ветуваме уште од сега. Вашите филмови се со различна тематика. Во што најчесто наоѓате инспирација? Па видите што, обично моите филмови ги обработуваат обичаите, традицијата, материјалната култура, а последните мои филмови се од социјалниот живот. Работев на терен на Козјачијата, значи селата кои што се наоѓаат во Козјачиот крај на Куманово, и најдов на едни ергени кои што живеат горе во селото, така да успев пред неколку години да направам еден документарен за нив. Филмот носеше назив Таму некаде горе во планината. Тој филм можам да кажам дека беше еден од моите најуспешни документарни филмови, освои 8 награди. Во филмот се зборуваше за животот на старите ергени и нивното размислување за жените и воопшто за животот. Тоа беше една нивна вистинска приказна, една вистинска исповест, за да после неколку години постои едно непишано правило за режисерите, нормално јас сум аматер во мојата работа, да секој филм што ќе го направите се вратите на истото место на настанот. Се вратив и на едно големо изненадување, еден од ергените се оженил. Господ му пратил жена во двор, тој верува во тоа. Успеав да ја забележам таа приказна, да напишам сценарио и да заминам со екипата 7 дена горе во планината. Така и настана овој втор дел на филмот Патот на надежта, кој што исто така ми донесе еден голем успех. Какви беа импресиите за тој филм? Па ти кажам, она што го видов на теренот всушност и го пренесов на дело, да, на една филмска лента, би кажала јас. И нормално подоцна следуваш нели промоцијата на филмот во Центарот за култура во Куманово. Успеав да ја расплакам публиката. Значи, среќата треба да ја бараме во самите нас, а не во материјалното, туку во она духовното кој што ние го поседуваме. Тоа беа тие момци горе во планината кои што сепак веруваа, нивната верба во Бога не беше изоставена и тие веруваа дека еден ден ќе се оженат и ќе најдат жена за својот живот. Така. А на тоа ќе се надоврземе и на вашиот последен филм досега, кој што се уште е во подготовка. Како беше, мислам, Последната карта? Да, филмот веќе сум во завршување на овој филм.
Последното снимање го направи во декември минатата година. Се надевам дека април или мај би требало да го завршам, доколку ми се отворат можностите. И филмот говори, Последна карта е исто така еден специфичен наслов. Тоа е како кој ќе фрлите последна карта во играње на коцка или во последен воз кој ќе го фатите од својот живот. Тоа е приказна за жените албанки кои што доаѓаат во Македонија да се омажат за нашите ергини. Значи повторно го обработувам тој социјалниот живот. Нормално нашите ергини во потрага по своја лична среќа, по своје лично задоволство или по својата надеж заминуваат за Албанија и на неколку заминувања тие се враќаат со жена која што останува да живее во селата од Козјачијата. Многу интересно што тие некои од нив се од муслиманска вероисповест, некои се католици, но сепак се прилагодуваат на овие наши услови на живот, одат во нашите цркви, крштеваат деца. Ми остана уште дело да го доснимам со одење во Албанија, каде што се вршат преговори за самата, нели... Токму тоа сакав да ве прашам, а колку време вие бевте во потрага за потребните информации за да го започнете? Веќе 2-3 години, да, како истражував, тоа не е едноставно да се направи еден документарен. Од што почнав? Тајте да слушнеме нешто. Па да, започнав нормално прво со најпрвен со истражување низ селата, сакав да видам колку семејства има со дојдени албанки. Теренот беше тежок, немаше пат, одевме со джип. Нормално и во секакви временски услови снимавме, нели, и на дожд, и на снег, мене тоа не ми пречеше. Наидував и на проблеми. Голем дел од нив не сака ниту да се снима, ниту да зборуваат. Морав да ги убедувам. Подоцна ги забележував сите нивни приказни и сега остана уште делот ако успеам да убедим еден од ергените да заминеме за Албанија да го снимаме, бидејќи се негодува и не сака да оди. Инаку самото земање на албанка е по пат на намерник. Значи си има човек кој што ги намерува албанките, кој што ги спојува двете семејства и е навистина убаво да влезеш во тој нивен свет, да бидеш дел од нивната приказна, да го чуеш нивниот живот и едноставно тоа да го забележиш со камера, за да подоцна тоа се тоа произлезе еден документарен филм. Така, тоа се уште рековте дека не сте го отснемиле тој дел, а какви се обичаите за тој момент кога се оди таму? Па јас имав прилика да видам дел од едно албанско семејство кое што беше дојдено во селото Alguња, но не сакаа да го снимиме тој обичај. Беа дојдени нормално со невестата за да го видат семејството каде што нивната ќерка ќе живее. Така. Беа собрани сите на трпеза, имаше богата трпеза спремено, имаше подароци и од двете страни, значи од страна на девојката и од страна на мажот, но за жал успеавме да снимиме само поединично како разговор надвор од куќата, тие сепак не ни дозволи да снимиме внатре. Меѓутоа се надевам дека и без оглед тоа дали ќе отидеме за Албанија, ќе го завршам филмот, потоа следи негова промоција која што ќе биде исто така во Центарот за култура, сигурно ќе бидат известени и подоцна тој филм ќе го прикажуваме на фестивалот во Кратово и потоа следат фестивалите во Европа каде што си прикажуваат документарни етнолошки филмови. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот.
studena, kraj izvor moma ubava, poneše voda studena, izvor voda, voda studena, voda dobra zelena, kraj izvor moma ubava, poneše voda studena. Izvor voda, voda studena, voda gora zelena, kraj izvor moma ubava, poneše voda studena. Еве сме повторно назад во студиото. Се надевам дека уживавте во оваа песна која што имавте можност да ја слушнете. Господја Ѓорѓиевска, ние да продолжиме со разговорот. Минатата година, значи покрај филмот, вие се представивте и со ревија насловена под името Ала Франк. Па да, бидејќи работам во музеот на градската носија, градската култура, начинот на културното живење во Куманово, успеав да го прикажам сето тоа преку една модна ревија, Ала Франга, и модните трендови на културното живење со современа мода. Тоа беа прикажани експонати од периодот на Ала Франга. Тоа е една западноевропска мода, која што била донесена од Запад, од главните центри на модата, како што биле Париз, како што било Милано и Солун. Беше прикажана делови од градската носија, значи тоа беа фустани, палта, золништа, капи. Сето тоа беше надополнето со креации на современите уметници, би кажала јас. Тоа беа Нена Секирарски и Рашковиќ Александар. Тоа беше еден наш заеднички проект кој што беше поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Со овој проект земавме учество и во културниот центар во Софија. Бевме и на фестивал во Созопол, каде што ја доби главната награда, тоест прва награда и специјална награда за еден од најуспешните проекти, фестивал на музите. Подоцна земавме учество во Археолошкиот музеј во Скопје, во Крива Паланка и во Музеот на македонска борба. Овој проект не застана тука, продолживме и наредната година, така што беа прикажани модата од 50-тите, 60-тите и 70-тите години на минатиот век и нормално кој што беше комбинирана со модата на креаторите Филип Митевски и Рашковиќ Александар, кој што нормално во своите креации дадо еден свој личен печат или белег, би кажала. Ова ревија исто така беше прикажана во Куманово и во Скопје.
Можам да кажам дека публиката имаше можност да види и во првата рева и во втората за едно изминато време, значи за културното живење на Куманово, како се живеело, како се облекувало, дека сепак ние Куманово сме биле развиен индустријски центар, развиен културен центар, бидејќи самото местоположба условувала да имаме трговија и да се увезуваат и различни материјали и модели кои што били кроени кај познатите мајстори во Куманово. Во тоа време. Да, во тоа време. Така, да се надоврземе, активно ја подготвувате и изложбата Градски вес. Да, ова година помина проектот преку Министерството за култура, тој е Градски вес, кој што ќе го работиме заедно со мојата колешка советник Милица Печевска-Николовска. Изложбата ќе биде прикажана во галеријата на град Куманово 10 октомври. Веќе сме во подготовка. Тука станува збор за градскиот вес на Куманово. Ќе бидат прикажани амбиентално и во витрини. Значи делот кајниците, значи зборувам за чаршафите, кревицки, за масите, за перниците. Сето она што нашите жени домаќинки го работеле како бел вес или пак го везеле со своите вешти раце. Значи, тоа ќе биде прикажано, нормално ќе бидете известени за отварањето на самата изложба и се надвам ќе имате можност да ја погледнете. Така. Ни внесовте позитивен дух и многу убава енергија во студиото, морам да ви признам. Баш ми е чест што ве поканев токму на овој ден. Се случува со причина, нели така? Значи, вие не се станувате тука, господја Ѓорѓиевска. Покрај се вие сте и вешта жена. Па да, на моje големо изненадување ја добив и таа титула на вешта жена. Нормално по иницијатива на моите пријателки кои што ме пријави да се надпреварувам во самата таа манифестација на вешта жена. Инаку до сега не бав отидено ниту еднаш. Нормално пропозициите ги дознав пред самото надпреварување. Инаку морам да напоменам дека готвењето за мене е голема љубов, готвењето за мене е голема уметност и сето она што го сака во животот го најде во готвењето. Готвењето е еден вид јога, медитација, изискува една моментална концентрација, тишина и внесува позитивна енергија на оној кој што треба да ја дегустира или да ја проба храната. И сите велат кога сте лути немој да готвите. Постои една позната изрека кога жената ви е лута за мажот, тогаш одите во кафана јадете. Бидејќи кога готвите треба да внесете значи позитивна мисла и убава енергија за да му се допадне нели на оно што ќе ја вкуси. Треба јадењево да почне да се вари со очите, а потоа нели со стомакот. Инаку главно јадење со кое што јас победив на оваа манифестација вешта жена беше пилешко со те, полнети ржени лепчиња со пилешко со те, кој што беше комбинирано со потпечен зеленчук, со лиснато тесто, со мудри сливи во сланина, а пак десертот беше васина торта, тоа е еден стар рецепт од баба ми од 1908 година, која што торта беше украсена со фондан и цветови од белкрин. Самата трпеза носеше назив мирисот на љубовта, бидејќи се е љубов. Љубовта е во нас, љубовта е околу нас и сето она што беше приготвено мирисаше на љубов. Така да ја добив првата награда и од публиката и од жирито. Сега одиме на 12 мај на надпревар во Тетово, во Лесички манастир, каде што ќе земам учество на надпревар на ниво на Македонија помеѓу 25 града. Па ќе видиме како ќе биде исходот. Инаку да искористам оваа можност да ја поздравам Добрила Пановска и Богица, кои што се еден од главните организатори на вешта жена во Куманово. И Жана Стојановска, која што е всушност и главната на вешта жена на ниво на Македонија. Така. Верувам дека имате одлучено малку да ви навлеземе и во приватноста. Што ќе подготвите за велите?
За Великден јас сум повеќе за сладки, значи тоа ќе бидат ситни колачиња кои што ќе ги во саботава ќе ги правам. Инаку денеска во музеот имаме една работилница. Откако ќе се вратам сега од студиото, ќе пристапиме кон боедисување на великденски јајца заедно со моите колешки, кои што се доста креативни и тие. Значи со декупаж техника и со восок и со ливчиња. Нормално сето тоа подоцна тие јајца ќе бидат изложени на нашата поставка која што имаме постојано во музеот. А пак дома нормално во сабота ќе ги вапцувам јајцата кои што ќе бидат принесени на трпезата во неделата. Така. Што друго да ви кажам, освен да ви се заблагодарам за денешното гостување, ни беше чест и задоволство и се надевам дека ќе се видиме во блиска иднина уште еднаш да поразговараме барем за вашиот документарец Последна карта. Благодарам на вас на поканата. Нека им е честит празник на сите верници. Бидете во љубов, почитувате се и сакате се. И радувате се на животот, бидејќи животот не е предвидлив. Да се радуваме на секој даден момент и да уживаме во секој даден момент од животот. Тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Ви закажувам следна средба, утре во 8 часот. До тогаш имајте убав ден, пријатно расположение и останете на нашата програма. Супер.